Ситуацијата на изглед е безизлезна. Непочитување на нивните човекови и работнички права. Немањето елементарни услови за работа, постојана прекувремена работа во ден, недела или за државен празник и сето тоа е неплатено. За работничките и човековите права и слободи на вработените во текстилната и кожарската индустрија во Штип се премолчува. Но за нивното отсуство гласно зборува Кристина Ампева од Гласно, некогашна работничка во оваа дејност. Кога се сретнуваме на терен со проблемите на овие работници, ние сваќаме дека законите кои ги донале токму тие пратеници не се во служба на работниците, него се во полза на работодавачите. Прецизно скицирање на оваа тема направи острото штипско перо, новинарот Иван Бојаджиски, дефинирајќи ја спрегата граѓани и пратеници. Го следам речиси редовно парламентот, како тој работи, и не сум слушнал било кога да се изнесат на јавна политичка сцена кај нас основните потреби на нашите работници. Не сум слушнал дека некој ќе прозбори за експлоатацијата на трудот, кој несомнено ја има. Иако се обидувале на различни начини да го свртат вниманието на народните избраници, па меѓу другото и со маршот на работничките мантили, по кој дел од вклучените работници добиле отказ, се чини гласната тишина владее. Поддршка за правата кои следуваат нема. Нашите пратеници не се народни пратеници, кои ќе напуштат градот, ќе тргнат према Скопје, кои ќе добијат инструкциите од својата партија, тие повеќе не се луѓе од овој град, не се луѓе од овој регион, тие се луѓе на партијата, затоа што политичките партии во принцип си бараат послушници. Проректорот на Универзитетот Гоце Делчев од Штип, Кирил Барбареев, има високи, но реални критериуми за должноста на законодавниот дом. Ако парламентот е можеби една од клучните институции, која што и по својата дефиниција и по своето етимолошко значење всушност институција каде што треба да се дебатира, да се разговара, да се зборува, и тоа не било како, туку најдобро, тогаш и одговорноста на луѓето кои што се во парламентот е навистина голема. А во парламентот, но во различни состави од различни страни, позиција и опозиција, седеа пратениците Маринела Маричик Тушева и Златко Стојменов. Од дистанца, како изгледа денешна македонска парламентарна демократија? Па ми се чини дека е се различно. Прво е различно тоа што тогаш беше мнозински систем и пратениците ги избираа граѓаните. Она што ми е слично на денешното тоа е дека сударот на она која ќе биде избран некој пратеник и го ветува и коалицијата со она што го барат граѓаните по тоа. Се наметнува една таква политичка клима тензична и напната, да дури и функционерите од еден исти град да не се во можност да комуницираат едни со други. Според проректорот Барбареев, проблемот е во политичката култура. Нашата политичка култура ја немаат големината да ги изберат оние силни личности, оние луѓе со доволно сериозен политички интелектуален капацитет или барем потенцијал, луѓе кои што се доволно авторитетни и харизматични во средината за луѓе кои што всушност ќе бидат дел од една таква врвна институција. Ние забораваме дека всушност вредностите и принципите на луѓето се тие кои што ги градат институциите. Ако клучните општествени вредности се одговорноста, моралноста, честа, доблеста, тогаш тоа треба да иде профилот на она кое што треба да го има тие како вредносен код. Наспрема тоа, во овие 25 години се покажа дека клучен критериум е приврзаноста и партиската лојалност. А со неговиот став се сложува кардиологот со пратеничко искуство, доктор Златко Стојменов, кој никогаш не ја напушти својата професија. Јас не видов во ниеден за време сега на изборите на американците, ниеден млад човек, колку што се млади нашите премиери до сега, пратеници и слично, очигледно или се тие во заблуда дека внесуваат во политиката премногу бели коси, или ние сме во заблуда дека ги отстрануваме прелесно. Тој додава дека денес со ваква политичка поставеност тешко е да се биде парламентарец кој решава проблеми. Вие ако сте пратеник, каков квалитет да имате, во овој момент не можете да помогнете на граѓаните. Како ќе помогнете ако не сте во високите партиски структури на владеачката партија? Иако некогашната пратеничка Тушева верува во неискористеноста на потенцијалите на алатката пратеничка канцеларија, лоцирана во секој град во земјава. Треба и пратеничките канцеларии повеќе да иницираат настани. Например, дебата за одреден закон, каде што ќе ги слушне граѓаните што тие мислат, што нудат,
кои им се проблемите, што мислат дека е најдобро решение за нивните проблеми. Без разлика на пречките со кои се соочуваат пратениците, штипјани очекуваат решенија на проблемите, бидејќи во изборните кампањи тие се главниот адут. Затоа, кој или каков треба да биде пратеникот од доверба? Мислам дека Македонија има страотна потреба од честни и одговорни луѓе. Ако за нешто се желни граѓаните, мислам дека е тоа можеби клучниот елемент од каде што треба да тргнат. Мора да бидат личности на кои што мора да им се знае патот, како стигнуваат до таму, кој е нивното движење низ животот, кој е или така наречен курикулум витае. Квалитетот на личноста, озбилноста кон проблемите, сериозноста во решавањето на ситуациите е основа за да имаме квалитетен пратеник. Бидејќи после некое време функцијата престанува, ама проблемот е решен или не е решен. А во биографијата на Зоран Шоров, врвен борач, штипјанец со 3 олимпијади зад себе, преку спортот ја направи паралелата за нашето политичко секојдневие. Штип е спортски град, најтрофен во борењето, со највеќе титули во овој спорт. Јас секош би рекол, во спортот доаѓаат погрешни луѓе на погрешно место. Значи, доколку сакаме спортот да иде напред, треба да дојдат правите луѓе. Сепак, некогашните пратеници сметаат дека има решение за штипската реалност. Забрзување на политичкиот крвоток. Неопходно е граѓанинот да му дише во врат на политичарот, за да биде активен и да работи за добро на граѓаните. За мене е најдобро да има комбинација мнозински и отворени листи на пропорционален систем, каде што ќе дадеме можност и партиите да влијаат, да може да ги реализираат програмите. Тука ќе се створи за мене една многу поголема демократија и поголемо влијание на граѓанинот. Политичкиот крвоток треба да се забрза. Будните штипјани треба да бидат активни учесници во демократските процеси и да се зборува гласно и за дискриминацијата, и мобингот, и постојаниот притисок на работното место, како што тоа го прави оваа навидум кршлива појава на силен борец. Не бараме ние како работници, не бараме услуга од нив, него само да си ја заработат платата која ја земаат таму во тие парламентарни домови. Со една цел и огромна желба. Желба на секоја жена во Источна Македонија и во Штип е да има слободно време, слободен викенд со фамилијата, да има топол оброк секој ден на масата, да може слободно да се прошета, бидејќи жените немаат доволно време овде, барем во Штип, да се посветат на своите семејства. Оптимизмот и вербата сега се насочени во секој еден пратеник од новиот парламентарен состав, каде проблемите треба да се претворат во решенија. Дадените ветувања да ја потврдуваат довербата за заедничката цел – партнерство на граѓани и народни пратеници за подобро утре.